За протестот и причините во вестите разговарам со викарниот епископ Стобиски Јаков. Отец, добар ден, добре дојдовте. Добар ден, најдов, благодарам за покана. Морам на почетокот да ве прашам дали со ова гостување се соочувате со можност да бидете казнети, бидејќи вчера објавивте една информација дека токму такво предупредување сте добили од Комисијата за заштита од дискриминација, да не се појавувате во телевизиски емисии, да не држите јавни настапи, пресконференции. Можно ли е такво нешто? Сосема можно, значи живееме во таа пророчка реалност на дистописка реалност на Џорџ Орвел. Очигледно е сега вие како новинар кажете ми забрана да се појавуваш на јавни настапи, да говориш, да гостуваш на телевизија. Што е тоа? Ако не узурпација на слободата на говор, забрана на движење и така натаму. Значи цело време предупредував за диктатура, која што ова е некој предвкус на таа диктатура, на тој тоталитаристички режим што ќе го донесе предлог законот за родова еднаквост, доколку се реализира во оваа форма во која што е. Толку ли е сериозна работата? Вие велите подготвен сум да бидам суден, но и на многу повеќе за тоа што сум ја говорел и исповедал вестината. До таму е стигнат работа? Па тоа е риториката на комисијата, иако беше спинувано во јавноста, мислењето на комисијата. Јас во моите излагања, во моите говори, иако имаше такво спинување, не е пронајдена ниту трага од дискриминација. Говор на омраза, Бог да чува. Такво нешто не постои. Мислењето на комисијата дека сум предизвикал вознемиреност со моите ставови. Со тоа што сум го говорил, сум предизвикал вознемиреност кај групи или кај поединци. И барате од вас да се извините. Вие чувствувате потреба да се извините некому? Не, тоа го кажа вчера. Мојот став е јасен. Доколку сум повредил некого на било каков начин и чувствувам одговорност, јас сум совесен човек, згоре на тој чувствителен човек, немам проблем да се извинам. А освен тоа 20 години живеам во манастир и, како да кажам, гордоста, суетата е нешто што го преобразувам цело време. Апсолутно не. Јас исповедам вестината, може би моите ставови, говорењето на вистината некого да повредила, некого да го боли или да има поинакви критериуми околу кои што го гради својот живот, а да не е тоа вистината. Тоа се нивни проблеми. Немам потреба да се извинувам за ништо, секогаш ќе исповедам и ќе ја говорам вистината, но доколку предизвикало вознемиреност, сум повредил нечии чувства, тоа најверојатно станува збор за оние индивидуални, субјективни чувства, нечии, кои што не кореспондираат со мојата реалност. И јас честопати досега говорев дека тоа не е реалност и не смее да се прифати за реалност. Пластичен пример, ако дозволите. Познат е тој антагонизам што сега од оваа перспектива е крајно симпатичен и убав, антагонизмот меѓу теистите и атеистите. Појдовна точка фундаментална на атеистите е дека нема Бог. Тоа на некој кој што живее, неговата реалност на постоењето се гради врз личностен однос изграден со Бог. И тоа ги повредува чувствата на верниците. Кога сме тужеле, гонеле некој атеист заради тоа што изјавил дека нема Бог. Мислам, видете на какво дередже дојдовме. Она што е најстрашно во законот за дискриминација, на што се повикуваат, постои таква една небулоза, таков еден парадокс да одговорноста да се брани се префрлува на тужениот. Може доволно е само некој да ве обвини. Вие мора да докажувате дека сте невин. И како ќе постапувате вие? Ќе докажувате дека сте невин? Пресумцијата на невиност е згазена. Не постои, ја нема. Луѓе, тоа е. А згора на тоа што се повикуваат на некоја представка од маргини, каде што крајни небулози лаги се изнесени, јас не сум ја добил. Не им е запазена ни постапката од крајно брзање да изреагираат и да го дискредитираат мојот лик и ова што го правам за народот, за семејството, за децата, за целокупното општество. Ова е најмалку што можам да го направам за овој народ. И не може никој да ме исплаши, уште помалку да ме замолчи. Сега рековте дека живеете во манастир, да расчистиме уште на почетокот, да биде јасно дали манастирот, дали црквата за некого ја затворила вратата, без разлика колку е тој различен или поинаков од другите. Не, апсолутно не. Видете, црквата го љуби секој човек. И
сите овие карактеризации што ги користат за да не дисквалификуваат, за да го извалкаат ликот на луѓето кои што живеат, кои што постојат во црквата, алудирајќи на некаква совршеност, па видете ги тие какви се. Апсолутно ние исповедаме јавно, црквата е збир на грешници, на луѓе кои што се кајат, кои што апсолутно не мислат за себе и не велат дека се совршени. Оти во црквата гледаме мајка која што го љуби грешникот, а го мрази гревот. Не го поистоветуваме гревот со грешникот. Тука имаме менување на тези и си имаме работа со луѓе кои што се експерти за менување на тези, да едноставно она кое што вие ќе го квалификувате како грев и кога ќе речете дека не се согласувате со гревот, едноставно се доживува лично заради тоа што некои луѓе се поистоветиле со гревот. Тоа е ограничување на слободата на говор, односно забрана на слободата на говор, на проповед, на вероисповест, како што реков денес на пресуд. Ние, црквата се буни туку така што има право, со тоа гледав еден прилог на господинот Битики, колумна афирмативна за законот на родова еднаквост, на која што ќе се потрудам да одговорам аналитички, грабање на морална супериорност. Као што се случува, зачудени сме, ние ова е за децата, за правата на жените, за потполна еднаквост, за никој да не биде обесправен. Знаете, морална супериорност, а всушност законот е нешто друго. Кој е против жените? Кој е против правата на децата? Кој е за насилство? Мислам, на кого левите такви директно прашањето, што е спорно за црквата? Немаше ли друг начин да се реагира? Ова ли беше единствениот излез, како што велат сите, дури и црквата излегува на протест? Видите, за жал да. Ова е последното нешто што црквата го сакаше. Црквата, незиниот начин на постоење, незиниот начин на живот, иако љубовен и слободен, е своевиден бунт, своевидна револуција против гревот. Со самото свое постоење во овој свет испреќа такво сведоштво. Но едноставно, не дека црквата се плаши за себе, како што црквата има опит, има искуство да живее и во катакомби, и во прогон, и едноставно црквата не се плаши од ништо. Има од историска перспектива многу тоа и се случило на црквата, па еве, она за што сме загрижени се идните генерации, се децата, индоктринацијата која што се подготвува, и тука не инсинуираме. Ниту пак сега нешто гатаме ние што ќе се случи. Ние имаме реалност, имаме реална состојба, реални примери што можеме да видиме во некои општества, кои што ги предизвикала имплементацијата на вакви законски решенија. На што конкретно мислите? Може ли да бидеме јасни за јавноста? Од што се плашите лично ви? Видете, доволно зборувавме за разновидните родови идентитети и она што предвидува законот да бидат опфатени и лицата под 18 години и дефиницијата. Значи, сведувањето на поимите маж и жена на подкатегории. Мажи и жени се однесува и на лицата со разновидни родови идентитети. Секој може да биде жена. Едноставно, жена не можеш да станеш, жена се раѓаш, маж не можеш да постанеш. Ние сме детерминирани од нашиот пол, од биолошкиот пол, кој што не е само биологија. Човекот со својот пол е психосоматска целина. Има психолошки аспекти на полот. И такако, за тоа зборувавме и повеќе од доволно. Сето тоа е смешно од перспектива на она супер моќно тело, на она ултимативно министерство кое што го предвидува предлог законот за родова еднаквост, наречено секретаријат за родова еднаквост, кое што тело со такви ингеренции, колку секретаријати имаме ние во државава? Ние прашавме министерката во Струмица, не знаеше да не одговори. Во Европа, во Советна Европа, во тие тела меѓународни, колку секретаријати имате? Имаме во нашата држава вакво нешто не постои. Со таква регулација да влезе и да ги регулира и да ги санкционира налик на ова мислење на Комисијата за антидискриминација, нашето однесување, нашето движење, нашето мислење, нашата мисла. Не станува збор за пишаниот збор, не станува збор за проповета, што ќе проповедам јас во црква. Тоа значи регулирање на мојата мисла. Оти што е пишаниот збор или говорот ако не артикулација на мојата мисла?
Нам сакаат да ни забранат да мислиме со своја собствена Тие глава. велат, црквата сака да им забрани на сите останати кои што мислат поинаку да мислат поинаку. Дали е така? Да. Па оставете што велат тие. Видете, зошто сега одеднаш загриженост црквата ќе прави протести и сите овие невладени организации, црквата сака да наметне. На кого тоа сака да наметне црквата? Нема потреба да се грижиме ако се само примитивци, назадни луѓе во црквата. Или тоа се однесува на 99% од популацијата во оваа држава. Нормално тука ги вклучувам сите и етнички и верски групи. Заради тоа што знам дека ние делиме исти вредности и исти погледи, исти светогледи јавно ви дадоа поддршка без разлика дали ќе присуствуваат на протестот или нема не. дилема, ние се знаеме кој е менталниот склоп, кој е менталитетот на општеството во кое што живееме. Некому може да не му се допаѓа и да е назадно. Може би и треба да прогресираме во однос на некои нешта, но не прифаќаме тоа да се прави на сила. Не дозволуваме. Едноставно, слободата, интегритетот во секој поглед ќе го браниме по секоја цена, оти ништо друго не ни остана. Отец, морам да ве прашам колку манипулира овде политиката. Синоќ имаше седница на извршниот одбор на владеачката партија СДСМ, во која што велат дека владата предлог законот за матична евиденција, владата го повлекла во март 2022 година. Меѓутоа велат дека треба да се продолжи со јавната расправа по двата закони за да се нели усогласат процедурите, притоа заборавајќи да напоменат дека пред 10 дена група пратенички кои што се дел од владеачкото мнозинство поднесоа нов предлог за измени кои што се идентични со оние кои што ги носеше предлог законот претходно поднесен од владата. Гледате ли овде манипулација од страна на политичките партии и обид да се влијае на тоа да не се одржи протестот на црквата? Видете, протестот ќе се одржи. За тоа немаме дилема, но да се надеваме дека тоа ќе биде прв и последен протест. За тоа треба да се грижиме сите, вклучително и релевантните институции, и владата, и собранијата, и политичарите, да биде тоа последен протест. Оти едноставно за народот е неприфатливо вакво нешто. Што се однесува до предлог законот за матична евиденција, начинот на кој е поднесен, апсолутно ги повикувам сите на одговорност. Ги повикуваме сите на одговорност. Воопшто не е важно дали е тоа група на пратеници, во која пратеничка група. Впрочем, кога патував навака, слушнав една изјава од председателот на собранието, господин Отало Џафери. Едноставно треба да се расчистат нештата и правно формално, не советување, да се повлече од процедура и да се извади од законодавниот дом, да излезе од собранието предлог законот за матична евиденција. За што се однесува до предлог законот за родова еднаквост, во оваа форма, во оваа чудовишна, во оваа монструозна форма, како што рече една моја соговорничка на една дебата, закон во обид. Значи, да не се помислува такво нешто да влезе во собраниска процедура. Значи, вие нема да прифатите ништо друго освен целосно повлекување на овие законски решенија. Не постои можност за интервенција со амандмани, со промена на... Видете, секако, ние не можеме, ние не сакаме да се наметнеме без оглед што ни лепат етикети, ние го почитуваме секуларниот карактер на државата, ние не сакаме да влеземе во собрание и да креираме закони, но ќе бидеме гласни и ќе протестираме и ќе зборуваме кога не се согласуваме со некои законски решенија, особено со оние кои што се однесуваат на нашиот живот, на начинот на кој што живе, на кој што функционира црквата, законски решенија кои што ја загрозуваат слободата на постојање. Секако дека аналогно на се што реков, оставаме простор да се редефинираат некои нешта, да се изменат, да се промени структурата и јас ги анализирав, кога велам видете, тоа е цел еден тим на луѓе кои што се загрижени, правници, експерти по право, чии што анализи јас ги користив и за дебатите. Така да не подценуваат веќе, никој да не подценува и веќе сме свесни за тоа. Мораме да оставиме простор да се слушнеме, да разговараме и ги анализирав законите во Србија, во соседството, нешто малку и во Грција. Во Србија постои закон за родна рамноправност. Таму исклучиво законот се однесува на мажи и за жени. Нема конфузна дефиниција на род, не постои родов идентитет.
Но сега дополнително се внесува, се носи закон за родово сензитивен јазик, зашто протестираше и црквата таму, родовиот идентитет, сака да најдат правно решение. Постојат, ние не сме против остварувањето на права на некои возрастни луѓе, на некои луѓе кои што навистина страда, треба да се помогне. Но не вака со изјава човек да има 18 години секој да прави што сака, како да малку хаос се нагледавме во нашето општество, па ни фали сега да се доуништиме и да потонеме во хаос. А тоа ќе го донесат овие два закони ако поминат, ако се изгласат вака. Отец Јакове, благодарам многу. Тука сме, ќе го проследиме и протестот во четврток, секако ги очекуваме и реакциите на политичките партии, на политичките чинители во собранието. Благодарам многу за гостувањето во овие вести.